Благодарам, подпредседателке. Почитувани колеги пратеници, почитувана колешка Кузмановска. Вие не така како да сте го изгубиле контактот со реалноста и фокусот во вашето владење. Зошто? Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што доколку имате контакт со реалноста, вие се повикувате на етички кодекс, етичкиот кодекс многу пати беше прекршен во собрание. Ајде, молам да се слушаме. Ако имавте контакт со реалноста, ќе го согледавте револтот кај пензионерите, затоа што 36 денари покачување според вас усогласување всушност е навреда за пензионерите, но и причина за револт. И секаде каде што проаѓам, дали во јавниот превоз, дали во мало до продавница, во пензионерски има еден дом кај што се собираат пензионери и играат шах, карти, револтот е очевиден и вие треба да сте соочени со реалноста и со проблемот што го испровоциравте со последниот закон за пензионирање што го донесовте лани во 2018 година и тоа во скратена постапка. А зборуваме за категорија на луѓе од 300.000 и кусур луѓе, 300 и кусур илјади луѓе кои што треба наместо да имаат мирни, спокојни пензионерски денови, вие ги револтирате со закони што ги носите. Платите растат со 4%, а пензиите со 0,4%. Понатаму, во вашиот говор спомнавте зошто немате економски раст од 4%. Немате економски раст ни од 3,2% и нема да имате затоа што немате реализација на капитални инвестиции. Многу беше во дел од говорот на министерката за финансии кога се зборуваше за ребалансот на пленарната седница, многу беше смешна незината изјава и прашање што сме се фатиле за градежништвото. Па градежништвото генерира 30 и кусур гранки кои што се развиваат баш поради капиталните инвестиции вие што ги немате. А сега, вие велите вака сега, дека вие сте имале системски решенија. Во вашата предизборна програма имавте ветувано реформи кои што ќе го намалат јазот помеѓу богатите и сиромашните, а за жал, вие го продлабочивте баш со вашите системски решенија под наводници, што ги воведовте и само допринесовте за револт кај граѓаните, но и масовно иселување, екзодус на младите во Република Македонија. Сега, неколку зборови што ме испровоцираа исто така од вашата дискусија. Вие зборувавте за искреност. Искреност и СДСМ се диаметрално различни поими. Зошто? Затоа што додека во држава некој се колнеше во жицата и во македонскиот воздух што го дише, отидоа во неповрати име и национални интереси и идентитет и така натаму. Како ќе се соочувате во иднината, тоа вие си знаете. Понатаму, зборевте за доблест. Вие имавте доблест да признаете нешто што претходната влада има направено? Не. Цело време критикувавте и плукавте, извинете на изразот, плукавте, критикувавте, навредувавте, ништо дека не е сработено. Верувајте, само да ги продолжевте проектите што претходната влада, ама вие не признавате дека владата не е направила на ВМРО ништо. И секогаш ви е изговор кога вие нема да успеете дека владата дека не направила на претходната влада на ВМРО ДПМН дека не направила ништо. Вие и доблест, искреност никаква, доблест никаква, ниту еднаш не признавте дека имаме започнати добри проекти за државава. Во наше време, во времето на владење на ВМРО ДПМН, немаше револт кај пензионерите како што го имате сега. Тоа е реалноста сега. Ама видете сега, вие сте многу сензитивни и ја ви ја разбирам вашата сензитивност затоа што го губите тлото под нозете и ви ја разбирам сензитивноста, ама ќе мора да се соочите со реалноста. Фактите се вакво со реалноста се следните, дека doing business изјави пред некој ден, дека нема паднале условите за инвестирање во Република Македонија за 7 места. Од Светска банка имавте реална критика за продуктивноста дека е намалена. А претходно имавте критика, исто присуствувавте на тој извештај на Светска банка, дека 50% од младите ви се невработени, а земајќи го предвид процентот на иселени млади од држава, сигурно тој процент на невработени млади е уште поголем, мислам дека е поголем и од 50%. Вие донесовте претходно решение со кое што, како што кажав, ги испровоциравте и ги изреволтиравте пензионерите, а за времето на ВМРО ДПМН од 2006 до 2016 година само неколку
податоци ќе ви прочитам за да ги побиеме вашите аргументи што велите дека ние не сме работеле како што треба. Од септември 2008 започнавме со исплата на пензиите секоја прва седмица од месецот истовремено за сите корисници на пензија. Од 2016 заклучно со декември 2016 пензиите се зголемија и тоа. Најниската пензија од 4330 во 2006 година на 8895 денари во декември 2016, односно за 105,8% зголемување. Просечната пензија од 7688 денари во 2006 на 13.754 денари во декември 2016, односно за 79%. Највисоката пензија од 27.606 денари во 2006 на 37.882 денари во декември, односно за 37,3%. Доколку го анализираме процентот на усогласување, вие од кога била ВМРО ДПМН на власт, тој цело време растел. Во 2008 додека од кога сте вие на власт, тој се намалува. Па така, во време на ВМРО ДПМН ако се движал 1,69, 1,80 за време ваше владење, 0,7 за да последнава година биде 0,4% на усогласување. И вие ќе мора да се соочите со реалноста. Дефинитивно го изгубивте и фокусот, и контактот со реалноста, и не го чувствувате за наврата, дури највака топло ви препорачувам да излезете да се соочите со пензионерите. Има огромен револт спрема вашиот закон што го донесовте лани. Ви благодарам.